Добар ден, благодарам што гледате Слободен печат. Започнуваат вести. Во владата денеска ќе биде потпишан договор за заем со Европската банка за обнова и развој за обнова на возен парк за потребите на Железници Транспорт АД Скопје. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски минатата недела информираше дека обезбедени се 21 милиони евра од ЕБРД, со кои ќе бидат набавени најмалку 5 нови електрични локомотиви со цел модернизирање на македонски железници и обслужување на карго превозот. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Македонија на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, синоќа во 22 часот и 6 минути регистрира земјотрес, чиј епицентар потекнува од епицентрално подрачје Пештани Охрид Струга, на околу 103 км југозападно од Скопје. Според досегашните податоци со кои располага обсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Охрид и блиската околина, со интензитет од 6 степени според Европската макросеизмичка скала. Последното зголемување на цената на струјата не можеше да се избегне, вели претседателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски. Според Бислимовски, треба да се покаже разбирање за ЕСМ, бидејќи државната компанија, како што вели, мора да застане на здрави нозе. На прашањето дали можеа државните електрани да останат на 62 евра за мегават час, како цена по која досега ја продаваа струјата на универзалниот снабдувач Евана Хоум, и да не ја зголемуваат на 65 евра. Бислимовски рече дека ако останала истата цена, ситуацијата ќе се влошала. Внатрепартиската криза во СДСМ добива нова димензија, откако членот на партијата Јован Деспотовски јавно и остро реагираше на обвинувањата против него, нарекувајќи ги небулозни, неосновани и штетни за угледот на партијата. Деспотовски порача дека актуелните случувања немаат никаква врска со вредностите на СДСМ, туку представуваат директен атак од поединци кои во моментот ја контролираат партијата. Ова не е СДСМ, ова не е мојата партија, ова е срам кој го нанесуваат поединци, рече тој. Јавното обвинителство не смее да молчи за криминалните тендери, туку да делува. Обвинителството мора веднаш да отвори предмет и да започне истрага за скандалозниот тендер од 1,2 милиони евра во АД Пошта, доделен на фирма на советникот Знам. Се наведува во соопштението на СДСМ. Антикорупцијскиот тим објави конкретни наводи и докази од свиркач вработен во Пошта за организирано испумпување јавни пари и системска кражба на пари од граѓаните. Постојат основани сомнежи дека над 300.000 евра годишно пари на граѓаните се вадат преку корупцијски шеми. Хотелот за животни Аф лоциран во Бардовци е во фокус на јавноста, но за жал не поради перфектната грижа кон милениците или одличните услови со кои располага, туку поради скандалозните тврдења од десетици сопственици кои своите миленичиња по престојот во хотелот назад ги добиле ослабени, растревожени, болни и заразени од парвовирус, а едно од тие миленичиња за жал умрело. Ана Пековска, една од сопствениците што своите миленичиња ги оставиле во хотелот за Слободен печат, заедно со сопругот ја раскажа нивната трогателна приказна за кучето Мајло, кое за жал веќе не е дел од нивното семејство, бидејќи ја загубило борбата со вирусот кој според нив било откриен во многу доцна фаза, кога веќе кученцето било ослабено и крвавело. Целото сведоштво прочитете го од текстот на Филип Николов. Вчера полициските службеници од СВР Скопје го лишија од слобода 65-годишниот СИ поради сторено кривично дело по член 300 од Кривичниот законник. Вчера во 14:50 часот во СВР Скопје беше пријавено дека на крстосницата на улицата Џон Кенеди, улицата Максуд Садик и улицата Македонска бригада патничко возило Голф со скопски регистарски таблички удрило во дете пешак. Веднаш по пријавата полициски службеници пристигнаа на местото на настанот, при што е констатирано дека лицето кое управувало со возилото го оставило возилото и се оддалечило од местото на настанот. Повреденото дете поради сериозноста на повредите со возилото на итна медицинска помош е пренесено во клинички центар Мајка Тереза за укажување на помош, каде му се констатирани тешки телесни повреди и истото е задржано на интензивна нега.
Брутална пресметка меѓу две групи иселеници, македонци и албанци, ја вознемирија јавноста во италијанскиот град Перуџа. Инцидентот кој започнал во бар заврши со 11 уапсени лица. Неколку мина повредени и вистински хаос низ улиците. Според првичните сознанија на истрагата, конфликтот не бил планиран, туку ескалирал поради банална причина – фотографија направена со мобилен телефон. Расправијата меѓу младите лица брзо прераснала во масовно насилство, во кое се користеле столици, маси, па дури и дрвени палки, долги над 60 сантиметри. Во тепачката биле вклучени и неколку романски државјани. Уапсените лица се на возраст од 19 до 31 година, а дел од нив веќе имале дебели полициски досиеа. Јанко Веселиновиќ, член на претседателството на партијата за слобода и правда, изјави дека партијата го осудува нецивилизираното омаловажување и навредување на религиозните чувства на припадниците на муслиманската вероисповед, како што активистите на Српската напредна партија печеа прасе на студентскиот плоштад во Белград во неделата носејќи фес. Во неделата, за време на акцијата на студентите кои собираа потписи за подршка на одржување избори, група активисти за кои подоцна беше утврдено дека ја поддржуваат владеачката партија, се собраа во близина на студентскиот парк. Тие наводно се обиделе да испечат прасе, а потоа по наредба на еден од нив ставиле фесови на главите. Оваа група, од кои многумина беа идентификувани на социјалните мрежи во текот на денот, набрзо беше избркана од собраните граѓани. Русија ќе одговори на, како што тврди Москва, обидот за украински напад врз резиденцијата на претседателот Владимир Путин, изјави портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. Таа го обвини украинскиот претседател Володомир Зеленски дека со вакви потези, според неа, ја поткупува можноста за мировни преговори. Киев пак ги отфрли обвинувањата, оценувајќи ги како неосновани и како обид да се нарушат или одложат евентуалните мировни разговори. Уште вести од светот, украинскиот претседател Володомир Зеленски порача дека Украина во рамки на каков било мировен договор со Русија не може едноставно да се повлече од своите територии, нагласувајќи дека тоа прашање не се однесува само на законските рамки, туку директно ги засега животите на луѓето. Тој ова го изјави во интервју за Fox News. Неговите изјави следуваа посредбата со претседателот на САД Доналд Трамп во неделата во Мар-а-Лаго. Тој му се заблагодари на претседателот Трамп, а средбата ја оцени како продуктивна. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави и очекува за многу брзо време да се дојде до втората фаза од мировниот план за Газа. Истовремено упатувајќи закани до Хамас дека милитантната група ќе се соочи со пекол доколку не се согласи на целосно разоружување, пренесуваат светските медиуми. Овие коментари претседателот на САД ги даде по вчерашната средба со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Флорида, на која двајцата лидери отворено споделија пофални зборови еден за друг. Во тој контекст Нетањаху објави дека на американскиот претседател ќе му биде доделена наградата за Израел, највисокото цивилно одликување во земјата, која од нејзиното основање во 1950-тите години на минатиот век никогаш не е доделена на лице надвор од Израел. САД извршија нов напад во Пацификот врз брод за кој се сомнева дека е вмешан во трговија со дрога, при што загинаа двајца мажи, соопшти американската војска. Јужната команда на САД на Икс соопшти дека заедничката работна група Јужно Копје извршила смртоносен кинетички напад врз брод во меѓународни води, кои наводно го управувале организации означени од САД како терористички. Според војската, разузнавачките служби потврдиле дека бродот користел патишта за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил вклучен во операции за шверц со дрога. Ниту еден припадник на американската војска не е повреден во операцијата. Најголемите европски компании за одбрана ќе ги наградат своите акционери со речиси $5 милиарди оваа година, бидејќи целиот сектор бележи раст на инвестициите, поттикнат од зголемените глобални воени трошоци по војната во Украина. Најголемиот дел од рекордните приноси за 8 најголеми европски компании за одбрана доаѓаат преку повисоки дивиденди, кои се на добар пат да ги достигнат своите највисоки нивоа во последната деценија. И уште една информација. На еден пријателски хокеј надпревар во Белорусија.
дојде до незгодна сцена, кога играчот со број 68 случајно го удри Александар Лукашенко во грбот. Председателот кој настапуваше со дресот со број 1 ја изгуби рамнотежата и падна на мразот, при што ја удри главата од лизгалиштето. По инцидентот надпреварот беше накратко запрен. Гледавте вести на Слободен печат, благодарам на вниманието. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.bk.